Најмладите членови на театарската група од Центарот за култура Аснон во Гостивар подготвуваат нова драмска представа. Станува збор за представата Царот Лав, детска бајка по драматизација и режија на Ѓорги Нешковски. Младите актери периодов секојдневно се на сцената и со голема посветеност работат на своите улоги. Пред публиката ќе донесат поучна приказна, шаренило од ликови и многу смеење. Верувате, вие многу сте ми драги и затоа нема да се служам со ладица. Значи, од дебелина ушо сме пати, не можам да видам канавите со очи. Тој не сака да биде дебел. Тој не сака да биде дебел. Заре не можно? Зошто како? Во оваа представа се работи за еден цар кој не зборува, туку има лавовска рика и постојано рика. И тој цар е во потрака по свој лек за човечки глас. И во таа потрага тој има многу интересни авантури. Во тие авантури се среќава со многу забавни ликови, кои, например, некои од нив се пчеличките, црничките, желбаш, сестричките, змеот, царицата, двајцата забавувачи, духот и многу други ликови. И на крајот тој цар ќе си ја најде својата среќа. Актерската екипа брои 20 на члена на возраст од 5 до 12 години. За поголемиот дел од нив, ова не е прво актерско искуство и зад себе имаат по неколку улоги. Да се биде дел од драмска представа е интересно и возбудливо, велат децата. Во оваа представа јас го имам ликот цар, што тоа значи дека во таа представа јас сум исплашен, збунет. Се среќавам во многу разни случаи. Како што кажа мојата пријателка, уште од летото почнавме и се уште ги усовршуваме нашите улоги. Во секоја сцена треба да имам различни мисли, различен однос и различна емоција. Јас се гордам со тоа што го постигнав и се надевам дека нашата представа ќе биде една од најпрекрасните и дека ќе биде запаметена. Во меѓувреме и поголемите членови на театарската група од Гостиварскиот центар за култура подготвуваат представа. Тие во ноември на сцената ќе изведат добро познатата Пипи долгиот чорап. Премиерата на представата Царот Лав пак ќе се случи за околу 2 недели. Се си има свој крај, па така и приказната за Царот Лав. А како и во секоја приказна со сечен крај, свадбата траеше 3 дни и беше Највесела, најзабавна, најозбудлива, најголема, најбогата, најсвечена, најрасошна. Да, токму ваква беше свадбата на Сончев цвет и Цар Нај, а се надевам дека и нашата представа беше иста таква.